Експертите за исхрана препорачуваат внимателен избор на намирници за појадок, бидејќи некои од нив можат да влијаат на вашето здравје и енергија во текот на денот. Според нутриционистите, некои намирници, иако популарни, не се идеални за почеток на денот. Првата група на намирници што треба да се избегнува се оние со висок гликемиски индекс, како што се белите пецива и сладките житарици, кои предизвикуваат брз пораст на шеќерот во крвта, што потоа може да доведе до пат на енергијата. Друго нешто што нутриционистите советуваат е избегнување на намирници со висока содржина на преработени масти, како што се брзата храна и индустриските колачи. Понатаму, се препорачува да се избегнуваат пијалаци со кофеин кои може да ги нарушат нивото на хидратација, како што се кафе и некои енергетски пијалоци, бидејќи може да предизвикаат дехидратација. Други намирници што треба да се избегнуваат се оние кои содржат многу вештачки засладувачи, кои можат да предизвикаат варење на стомакот и да ги нарушат микробиомите. Иако појадокот е најважниот оброк, нутриционистите напомнуваат дека изборот на здрава и природна храна, како овошје, цели зрна и протеини, е клучен за оптимална енергија и добро здравје. Доколку барате вкусен и здрав десерт, кремастиот посен сутлијаш е совршен избор. Овој лесен рецепт е идеален за оние кои следат постна исхрана или сакаат да уживаат во нешто благо и освежително. За подготовка на посен сутлијаш ќе ви бидат потребни само неколку состојки: ориз, кокосово млеко, засладувач по избор, ванила и малку сол. Се вари оризот со млекото и засладувачот, а потоа се додава ванила за да се добие кремаста текстура. После тоа, десертот се служи ладен, што му дава дополнителна свежина и вкус. Овој посен сутлијаш е не само лесен за подготовка, туку и полн со нутритивни вредности, идеален за појадок или десерт. Благодарение на кокосовото млеко, ќе добиете богатство од витамини и минерали, кои се одлични за здравјето на кожата и имунитетот. Не заборавајте да го декорирате со омилени плодови или ореви за дополнителен вкус и текстура.